Тоа искочи одма после дешавка. Ја нова прескалица. Нешто ново си зема, Бургеров не буде рустикана, веќе бургер стварно. Ова е некоа нова јунишка прескалица. Поредничка. да дојадеме по Ама после го снимаме што микрофонов. Епа, здраво. Пред да ви посакам добро дојде во уште една нова епизода на Скратен корнер, само сакам да ве потсетам да скролнете малку надолу под видеото, да направите subscribe или претплати се или како и да ви е преведено копчето на вашиот YouTube. А подоле во description ќе имате сметка оставена кај што може да уплатите средства за да поддржите нашето шоу. Ве лажеше малку, ама ако сакате остајте пари, да, секако. Сега, почнува испрашувањето. Момци, како сте? Многу добро. Многу добро. Леле, чека, ова се подобрувања 2 од минатата епизода. Образложете. Немаше клубски фудбал, немаше што ме разочара. Добри утакмици, НФЛ одморив малку, приватно малку нешто. Тргна добро и така. Опа, Се радувам. На што се должи феноменалното расположение? чисто онака чиста мира. Добро сосеќа. Ми се допаѓа тоа. Затвараме трансфер преводен рок, не знам, се дешаваат ствари, уште јануари, уште сме малце така поспани, ама изгледа дека вие сте спремни за нова епизода. Прво кажи ти како си? Не кажувам, одлучив дека од тука па нааму бойкотирам и не го кажувам моето расположение, а ќе го погаѓаме со наградно прашање. После 12 ќе кажам како си. Ќе ви кажам ја како си. Не, супер е. Секој пат кога снимаме нова епизода ми е се боле, така што еве, уште еднаш 17-ти пат оваа сезона, пукнавме на кај големите бројки веќе. Вау. Епа, мислам дека Што една и легална ќе видиме. полнолетство за втора сезона. Додиме да видиме што се твита, па да ја почнеме некако полека оваа епизода. Да, Може. Додиме. Ајде. Епа, добро вечер, дечки. Како што веќе знаете, нашата добра позната рубрика "Што се твита". Во оваа рубрика имаме неколку интересни ствари кои што беа популарни деновиве. Започнуваме со првата, нормално. Една фотографија од надпреварот Каменица, Саса, во македонската втора дивизија, втора лига, Исток. Така Да, Исток. Има вегетичка, има колбаси, има пивце и сето тоа за 1,5 евро. Они ти даваат за да ги гледаш, до толку е фудбалот. Не бе види добро што кој ти дава колбас онака Јас Како бе се шалиш се, не ми дај лажни ветувања. Сакав да кажам кој ти дава колбас за стотче, ама е Владко. Ептен дека другари. Али добро. Ајде, колбаси јадат овие момци од Саса. Што е вашата омилена грицка кога гледате фудбал? Па би рекол кикирики. на стадион ништо не е дозволено, мора Дома кога дома гледам. чипс. Класика. Чипс. Се познава по стомак. Не. Ребраст или обичен? Ребраст. Ребраст, поштувам, да. Кон доми чипс, ребраст фиксно. Да. Ќе одговори кај тебе во епизод, во емисија. Што имаме следно? Следно, како што веќе знаете, Афричкиот куп на нации веќе се приближува кон крајот. Полуфиналните дуели се Камерун и Египет и Буркина Фасо и Сенегал. Многу интересни репрезентации дојдоа до крајот. Моите фаворити Египет понатаму се одлични, што станува со вашиве. Сенегал исто игра. Сенегал мислам дека ќе игра финале. Има тежок противник во Буркина Фасо, најголемото изненадување до сега, така што верувам дека ќе ги видам Египет и Сенегал во финале. Така. И Ако е Камерун домакин, мислам дека Сенегал е поквалитетен, ама Ама, Египет секогаш има, богат.
Богот. Не знам, побудале Винсент Абубакар од Камерун на Купов. Можно е да се покаже како решавачки, ама ова со Салах ќе му биде многу голем залак, пошто Египет некако емотивно ги носат, онака играчите се носат во ова првенство. Некако онака даваат голови баш во моментите кои им треба, им даваат полети и секоја следна утакмица играат Ја подобро. мислев дека ќе испаднат од Мароко. Мароко беше одличен, ама ете, пеналите продолжетоците го направија своето. Да, значи остануваме на твојот фаворит Египет? Да, јас се уште мислам дека Египет ќе биде. Сенегал уште. Сенегал. Ќе кажам Камерун за да бидам различен. Добро. И Винсент Абубакар да освои нешто. Следниот твит кој што е актуелен овие денови е веста дека Гринвуд од Манчестер Юнайтед е убсен поради обид за обид за силување и домашно насилство, да, над неговата девојка, односно Бивша девојка. Манчестер Юнайтед излегува веднаш со изјава дека Мейсон Гринвуд е суспендиран од тимот и дека нема да продолжи да тренира со тимот. Беше уапсен уште вечерта кога излезе оваа вест. Се работи наводно за случај кој што датира од декември 2020, ако добро разбравме, кој што досега бил во некоја, не знам, дискусија или што и да е. Ќе видиме што ќе се случи во наредните денови, како и да е црно неубаво сценарио за светскиот фудбал, особено по работите што се случија летово со неколките фудбалери од Премиер лига. Да. Уште еден во листата на скандали. Ама ајде овие црни теми да ги оставиме позади нас и да се префрлиме малку кон некои многу интересни трансфери. Кога црни теми Траоре. Во Барса, тоа. Да, Траоре, Црно не може. Сигурно ќе премине во бодибилдинг после завршувањето на неговата кариера. Се враќа во Барселона на позајмица и има многу интересна фотографија од тоа како флексаат Адама Траоре и Бускетс. А ова е кондицијскиот тренер новиот што го зборевте. Адама Траоре. Да, значи ќе се мачкате 3 пати на ден со улје. 3 серии на бен, четвртата до крај колку можеш. Истин. Ќе ти помогам, ќе ти бидам спотер. Сега одиме на следниот. Најсрпската слика некојаш. Да, ова ти е многу блиска тема и ти е многу драга пошто си за Милан. Дефинитивно е најсрпската слика некојаш, значи има како му доаѓа 4-5 икони. Ова е нели стариот зид во соблекувалната на Лазетич, новиот играч на Милан, и онака има 4-5 икони и слика од Ибрахимович таму, знаеш како време Он е мој бог. на иконостасот. Мислам дека ќе му се допаѓа што игра со неговиот идол Златан. И уште една работа ќе напоменеме која што се случи сега пред многу кратко време. Горан Пандев има нов клуб, потпиша за Парма 6-месечен договор и ќе се обиде да им помогне во обидот да се вратат во серија А. Се обединуваат со Джиджи Буфон и ова е уште еден од низата трансфери за кои што ќе зборуваме. Вие задоволни од овој трансфер? Експендабл се собираат во Парма. За Пандев сум задоволен. Да, многу, нели? И мене многу ми се допаѓа оноа што реши да го промени расположението кон крај на сезона, наместо битка за опстанок, битка за промоција. Да, плейоф спот, да. Било секој човек кој што знае да ги одбере правите клубови. Да. И Галатасарај. Добро, тоа е, се дешава. Кој работи и греши ќе бига. Така е. Сега, сакам супер вака ова што го постави кој работи и греши, да видиме кој сгреши, а кој погоди во јануарскиот период. Трансфер периодов го затвараме, денеска кога снимаме, ајде да анализираме да видиме што се случи До сега, да, имавме месец дена во кој што имавме многу трансфери, бидете така, останете со главната тема. Дали вие размисливте кој е вашиот трансфер на овој јануари? Имавме еден куп трансфери, цел месец позади нас, во кој што се потрошија многу пари, особено во Премиер лигата, особено неколку клубови што сметаат дека имаат празнини во составот. Ама не изостана тука ни серија, ниту Ла Лига, особено Барселона беше многу активна. Сакам да видам, ајде, кај да го почнеме овој муавет. Ајде вака. Да почнеме од оноа најважното. Кој според вас е најдобриот трансфер овој зимски прелен рок? Од било кој аргумент дајте ми. Не е битно. Најдобар трансфер. Прво да кажеме најдобар трансфер, после да дебатираме или како? Најдобар трансфер за мене, Хулиан Алварес во Манчестер Сити.
Така. Одличен напаѓач за премалку пари, 17 милиони евра плюс милиони и пол нели како бонуси подоцна. Подобар потек не може да направат, добиват играч не може не во рангот на Халанд и Влаховиќ, меѓутоа некој е мало скалило под нив со потенцијал, што за реално за многу помалку пари го земаат, така што Пеп конечно си го најде напаѓачот. Практично го заменија Феран Торес за 40 милиони помалку. Да. И има поголем потенцијал има Алварес од Феран Торес. Те држам за збор за. Исто и мене ми се допадна многу тој трансфер на Сити, за многу мали пари зема играчи кои што беа залетани многу клубови и дури се чудам како го дадоа толку ефтино. Поради тоа што не беше само Сити заинтересиран. Да. Он ги одби, он Волфс ги одби, мислам дека ги одби Волфс, не кеше да играа. Одличен трансфер е секако. Со оглед на тоа дека е млад и има многу потенцијал, сепак нели постои ризикот дека можеби нема да се најде. Дека не е тоа стравуваат сите дека не е физички спремен и затоа го враќаат на позајмец уште пола сезона во Ривер и обично нели сите ќе остане до крај на сезоната. Да, ќе остане и за наредна сезона Пеп го спрема и изјави дека нели некој такви од клубот изјави дека не бил доволно спремен физички за игра во Англија, затоа го враќаат назад, меѓутоа и кога дека нема потреба струват, бидејќи истото се било случај со Габриел Жесус, нели од Палмеирас како кој што дојде истите стравоги, меѓутоа ете го се, да. Ми се допана тој трансфер, но сепак јас ќе одам за најскапото засолување оваа сезона, тоа е Влаховиќ во Ювентус. Играч кој што ги чинеше 70 милиони плюс 11 милиони agent fees, плюс има add-ons, значи некаде максимум до 90 милиони може да биде трансферот. Ме потсеќа да трансферот што го направи за Егоин, најдобриот напаѓач во лигата, зимаат и тоа беше добитна комбинација во тој момент. Им донесе титула, нели, со Наполи даде гол. Зимаат играч од истата лига, кој што ја знае лигата, знае како да постигнува голови и имаше зазанција магнетниот од Твитер, вика види го колков е, вика ко 3 метри колку джипоте. Како се пушти ке бегаат, вика кој ќе го видат веќе трча на крај. Ова ти е најдобар трансфер или најдобар играч што направи трансфер? Или двете заедно? Пошто за мене најдобар играч што направи трансфер, да, најдобар трансфер си кажав кој ми е. Најголем трансфер би го кажал, иако истото го, значи можеби еден од најдобрите трансфери повторно ги направи Ювентус, тоа е Закарија, го зема за многу мали пари. За 5 милиона плюс 3 милиона. 3 милиони можни. Головија на 6 месеци пред крај на договор, многу паметен трансфер што го се чекаа до овој јануари. На почеток на сезоната, после одличното европско првенство што го одигра, цената му беше околу 25 милиони, Менхенгладбах не сакаше тогаш да го продаде и сега беше приморан за 5 милиони да го продаде. Одличен трансфер на Ювентус. Истото со Мекени исто лани направи. Да, го зема на пола цена од тоа што реално вредеше. Така што, да. Јас ќе одам во Премиер лигата. Ќе одам кон црвениот дел од Ливерпул и трансферот на Луис Диас од Порто. Особено од една причина. Луис Диас, осте што ме импресионираше во настапите во група во Лига на шампиони, нели беа во иста група заедно со Милан, ги напати двете утакмици, стварно беше многу добар. Да, и со Ливерпул беше, меѓутоа пошто заради Милан реално повеќе ги пратев. Играч кој што веќе 2 сезони е најдобриот играч во португалска лига. Крило, сега, да, крило. Токму тоа е клучниот дел зашто мислам дека е најдобар трансфер. Сега на Ливерпул овој трансфер им дава флексибилност да можат да се во пол позиција да преговараат за нови договори на Мане и Сала. Доколку сакаат, можат сега да ги потпишат, доколку не сакаат, веќе имаат спремна замена, бидејќи Такуми Минамино не се покажа како замена, не се покажа како некој што може да ја пополни таа празнина. Не добива многу шанси. И тоа е точно. Луис Диас веројатно се спремни дека ќе добива многу шанси. Да не биде новиот Джексон Мартинес. Не верувам. Ова е многу добро скаутиран фудбалер. Джексон Мартинес мислам дека имаше и психички е малку послаб од Луис Диас. Луис Диас е, не знам, куче, животно. Едноставно сериозно игра онака како деструктивец да имаш на крилна позиција. Мислам дека многу добро ќе се вклопи во тој геген пресинг тим на Ливерпул. Сезонава од 28 надпревари, 16 гола, 6 асистенции, буквално е лидер во Порто. И да, баш заради тоа што им дава флексибилност во преговорите, особено со Мане и со Фирмино, ајде да речеме до некаде.
мислам дека Луис Диас е Трансфер, да, дали мислиш дека вреди 45 милиони стварно? да. Да, за премиер лигашки клуб Ама дефинитивно. добро, да го изземеме тоа. Не можам да го изземам бидејќи премиер лигашите едноставно работат во таа финансиска димензија. Ако Интер го плати 45 милиони, ќе речеме и можеби малку го преплатија. Меѓутоа во трансфер период во кој што 35 плюс 10 милиони е договорен Кулушевски, дефинитивно Луис Диас вреди 45 милиони. Неколку клубови направија и погрешни, направија и правилни избори, направија и добри, потрошија многу пари, потрошија малку пари. Кој клуб од сите овие, ајде да речеме, не мора повеќе, топ 10 лиги во светот само да ги сметаме, кој клуб заврши најдобра работа овој јануари? За мене две екипи највеќе се двојат, Волсбург и Евертон. Евертон е број 1, меѓутоа морам Волсбург да го пофалам зашто се заангажира сериозно, се заангажира посериозно бидејќи од екипа што беше горе во горен дел на табела, играше Лига на шампиони. Сега во последните 9 кола има само 2 бода, што е разочарување огромно. На 3 бода се од зона на испагање во Германија, што амбициите пред почетокот на сезона беа Лига шампиони, сега се борат за опстанок. Волсбург дефинитивно, меѓутоа најдобар како најдобар Евертон секако. Според мене правилни трансфери се појача на сите позиции што им требаат. Исто така што реков нели летово дека се види завршен најдобар трансфер, најдобар трансфер период имаш се види ги се покажа се втори. Мислам дека Евертон исто ќе биде најдобро, да, бидејќи ги засилија најбитните позиции тоа што им фаля. Сите знаеме дека Евертон има добар напад со Ришарлисон, Калверт-Левин и таквите играчи. Сега ги зема средина, беа најслаби, може да се каже дека најслаба средина во Премиер лига. Го зема Ел Гази на позајмица од Астон Вила, ги зема нели денеска го позајмија Ван де Бек, Дони Ван де Бек и го купија Деле Али. Значи тие се извонредни играчи, особено Ван де Бек сме го гледали, не добие шанса во Юнайтед да видиме како во Англија, меѓутоа кога влага од клупа нонстоп дава нели мотив на соиграчите и ја подобрува играта, Деле Али веќе сувишно што да се збори и најбитните трансфери се бековите. Лев бек го купија Витали Миколенко од Динамо Киев, што дефинитивно е еден од најдобрите леви бекови што ќе гледам уживо. Го гледав нели Динамо Киев со Зорија. Очекував некој друг да биде најдобар на терен, меѓутоа што го видов од Миколенко бев онака фасциниран буквално. Мислам дека најбитните позиции ги појача и од исто Евертон е на 4 бода од зона за испагање. Мислам дека со Лампард, со неговото реноме и како играч, или како тренер, може да ги однесе барем до горен дел на табела ова. Најдобриот трансфер на Евертон им беше токму Френк Лампард. Да, јас ќе се сложам со тоа. тоа. Играчи немаше да дадат доколку не беше он тренер. Да. И тоа што за воиднина, барем насоката, знам каде е насоката кога Лампард е тренер, нагоре е насоката. И морам да пофалам само извини дека се ослободил од дигне за 23 милиони, му извади 23 милиони на дигне. Јас тоа ќе го кажав, дека беа раскарани, тој не играше веќе многу долго време, не беше во добри односи со клубот и на крајот и го отпуштија Рафа Бенитес, со кој што тој беше во Кавга и пари му земаа на диње и земаа подобар тренер моментално. За 4 милиони земаа 2 бека што треба и тоа извонредни млади што од наредни да не претрам со 10 или 5 години сигурно ќе играат као. Одлична работа, ретко паметен трансфер период, барем вака на прва така изгледа, кој знае што може да се случи, кој знае што може да се случи. Мислам дека ќе биде исто како Севилја, кој што реков Филето, така што мислам позитивен сум. Сакам да е така бидејќи нели подкастов го обожава Френк Лампард. Посакуваме среќа. Хама на исто размислување си? Ти си наред. Јас сум наред. Леле, јас треба да кажам. Чека малце да смениме. Добро, кој клуб заврши најдобра работа овој јануари? Ќе го искористам твојата идеја за трансфер, Денис Влаховиќ, и ќе испомнам тука Фиорентина. Во однос на тоа, Душан Влаховиќ. Се извинувам. И Денис го имам и тука пишано и заради тоа. Јебеш, не писмења. Мислам дека Фиорентина овој јануари завршија многу добра работа. Слушнете ги аргументите. Реални да бидеме. Влаховиќ имаше уште година и пол на договорот, дали Фиорентина можеше да го задржи? Не, до лето максимум. Максимум до лето. Дефинитивно не. Дали можеше да му извади Фиорентина со 2 добри сезони и во Фиорентина да игра човек? Дали можеше да му извади поише пари? Не можеше. Ова е максимумот. И мислам дека не само што го продадоа за максимум пари, ги купија Артур Кабрал и Джонатан Иконе. Артур Кабрал е тотално лут, мислам, кариерата, ако му ја гледаме сега, да. Вака ако му ја погледнеш кариерата, ќе си речеш дечко како не си има продадено до сега за 100 милиони,
сезонава еве само да се потсетам за да не сгрешам некоја бројка, 31 утакмица, 27 гола и 8 асистенции. Знаеш што е? Алфа и омега во база. Може да биде новиот Салах, исто од Базел Фиорентина, да. Тотално. И мислам дека тоа што купија со 12,5 милиони, 10 и 9 во истиот играч со Кабрал, и што купија класичен играч кој што може и лево и десно крило и шпиц да одигра во Иконе, и еден класичен шпиц кој што му е окей да седи на клупа во Кшиштоф Пионтек, тие си ги решија многу проблемите, финансиски многу профитираа. Фиорентина според мене направи најдобра работа во јануари бидејќи се одржа во игра за да игра Европа, а го изгуби најдобриот играч. И Пионтек мора да се пофали секде каде иде дава голови. Мислевме га само Да. Дженова, па ете у Милан, нели се покажа у Херта исто. Не е најдобриот шпиц. Не, ама дава голови, да. Ама стандардно дава голови. Сега пошто ме намести втор да одговарам, кажи ми кој е твојот, чекаше да ги кажеме ношите и идеме кај да си одберете. Ювентус и тоа поради самиот факт што донесоа врвна класа на играчи, млади и со огромен потенцијал, ги платија скапо, но успеа да продаат двајца играчи за не истата сума, ама тука некаде, со многу мала разлика. Прилика си израмнува, Да, значи го донесоа Влахович за потенцијално, значи 90 милиони, од кои што 80 милиони се загарантирани, 10 милиони се едонс, вариабили. Го донесоа Закарија, како што кажав, за 5 плюс 8, тоа се значи скоро 100 милиони потенцијални што може да ги потрошат. Дадоа двајца играчи кои што, Кулушевски им беше замена. Не потребен, да. Играч кој што не добиваше нешто многу шанси, не продуцираше нели во Ювентус за 45 милиони, ако не се лажам. 10 милиони позаемицата основна, 18 месечна позаемица наводно и 35 милиони за откуп. Така што факт технички 45 милиони, ако сакаат да го купат. Ама мислам дека е со клаузула откуп, да. Не е must buy, не е мора, ама верувам дека Тотенхем ќе ја активира, бидејќи 18 месечна позаемица не преш ако неќеш да му ја активираш позаемица. Така. Да, и го продадоа исто на Тотенхем Бентакур за 19 милиони со 6 милиони потенцијални кои што може да ги земат вариабили, што значи стигнуваме до бројка од потенцијални како ќе му 25 и 45 милиони. 70 Влахович исплатен, да. Да, и дека потрча малце повеќе, али зема две три по-добри играчи. И мене ми е тоа генијално. Да. И мислам дека тоа ќе е клучно за да го задржат и Дибала за наредна сезона. Дибала, поради тоа што овој тим што почнува да го креираат е стварно неверојатно. Мора да се пофали дека Мората го задржа, нели требаше си оди, не знам, де Барселона, де Атлетико, де вамо, де таму. Ќе гре клубот. Ако? Како и да, Јувентус има состав. Сега реално има состав. За разлика од ланската сезона, ова веќе се нарекува ротација, играчи прилично добри, она со, нели, како што кажав и претходно, Закарија ме изненади трансферот дека толку ефтино го зема и толку паметно изреагира. Премиер лигашите треба да жалат за тоа. Значи, никој од нас нема да ги спомне тука Интер или Тотенхем, така. Направија добри трансфери, ама не се доволно добри. Тотенхем не знам дали направија добри, ја не би рекол дека направија добри. Па јас би рекол дека направија добри во однос на тоа кои си отидоа, играчи кои што апсолутно не им треба. Се слободија од Ламела, од некој такви, од Целсо не знам да го продадоа денес. Целсо во Вилјареал, да, во моментов како што сме наводно оди да потпишува, да, тоа е огромна загуба. 42 го затоа викам, да, 10 затоа викам дека да, меѓутоа Деле Али го купија како беше 4,5 милиони од Македонс пред 100 години, еве сега го продадоа за 10-15. Не е битно колку го продава, битно што им играше, беше клучен дел, али неколку сезони. Са последни година и пол две не е тоа, ама играше премногу добро Деле Али и за Англија светското и морам да кажам дека Дејан Кулушевски не се снајде баш најдобро во Јувентус. Дали не се снајде, дали не доби минутажа, не е кадар за Јувентус. Реално, се лажеме дека е македонец, може малце сме пристрасни. Не е каков македонец, воопште не го рачунам. Ако Бернардески е, јас не гледам зошто ќе овакво Кулушевски воопште да не е. Мислам дека е добар техничар во Тотенхем би можел да се Бернардески е еден од најдобрите во Јувентус сезона, реално.
со гол и асистенција. Ама нема врска статистика, на терен е друго. Нема врска, добро. Не, Океј, различни јас гледања, гледам да, играч во може- Дејан Кулушевски, не мора да значи дека ќе биде Се добар. уште е млад и ќе видиме што ќе направи во Тотенхем, сепак нели. Па и Јансу Фати е млад, има Бапе е млад, па Не ми е за друго, не види, не ми е Да, за друго, поише ми е за тоа окей, дека окей. кога и да заиграл за Шведска, мене ми изгледа премногу стандарден, дека стварно игра многу добро за Шведска и тоа значи дека тебе не ти влијае многу кај играш, туку ти едноставно знаеш да играш фудбал. Плюс е човек што е 1,90 м висок и е крило. Знаеш, ја ќе му најдам корис на играч што е 1,90 м висок крило. А Интер ги спомна, Интер направи одличен трансфер со Госенс. Тоа е единствениот трансфер, мислам дека. И Филипе Кајседо на позајмица, омилениот шпиц на нивниот тренер на Симон Лацио Инзаги. играше Да, сек да го многу. макне со него, не може без Кајседо. Си го зема и него, мислам дека супер позајмица за до крај на сезона, дечкото ќе даде 4 гола и нема да се буни. мислам што го си на сенс клупа. одличен трансфер го што рече Тале Да. за 3-5-2 формацијата за лево одличен. Десно го има Многу мали Дамфрис. пари го зема реално Да, и да, сега се стварно многу јаки на секаа позиција. Не, спремија тим за да Само твој Милан иде во спие. топ 3. Ај Мој Милан- зборевме за најдобри екипи што најдобри трансфери направиле. Кој според вас кои се трите, тоест нели секој од нас да каже по една екипа што спиеше период што најлошо помина. Кој сакам сега ти да почнеш. Ќе ви го оставам тимот што игра од црвено и во бело и од Лондон на некој од вас двајца. Јас ќе почнам од два тима, ќе кажам, а малку ќе зборам за едниот, Милан и Челси. Челси имаше сериозна потреба за левбек, реши да не купи левбек, малце мислам дека пасивни беа овој трансфер период и сметам дека барем еден нов играч требаше да дојде, а Милан е дефинитивно виновен за оваа пасивност што ја покажува. Мислам ти да се обидуваш да се надпреваруваш со Интер и да имаш многу мала бодовна разлика помеѓу двата клуба и 3 трансфер периоди поред да не се решиш да вложиш ми е казниво. Така што Милан ќе ги кажам како клубот кој што стварно многу изгуби компетитивна предност овој трансфер Джаве период. го пофали дечкото со постерот од Лазетич како беше. Очекувам многу од него, ама што знам 18 годишен момак е, не знам што треба да очекувам. Тале, Колку твој? имаш? Еј, јас си одлачен сигурно за исто тим ќе зборувам. Да кажи ти, ја може да Полошо да станало, ја мислам дека не можеше да постои. Се силата онака, еј, сега Влаховиќ, шо? Брат, Изгубија четворици играчи последнија колку недела дена, не купија ниту еден. Арсенал, да, се сложувам. Арсенал тука и кога сме кон Англија и Юнајтед морам да го пофалам нели. Юнајтед имаше многу лош јануари. Изгуби Гринвуд, Да. го изгуби Ван де Бек, изгубија неколку играчи, никој не донесоа. Еве Диало го пратија во Рейнџерс што фрлја ненормално премногу пари за таков играч што не ни сакаат да го имаат во екипа, очигледно не има него планови за уиднина. Изгубија битката Меѓутоа- за Џулијан Алварес. Да. Катастрофа јануари. Ништо не донеса, ама се двома меѓу Юнајтед и Парис Сен-Жермен, и Парис Сен-Жермен исто. Нели се да. збореше Дембеле, сега и Карди ги извиси, рече дека никогаш не ни планирал да, нели требаше да биде дел од Трампа и Карди плюс да доплатат за Дембеле. Барселона по секоја цена сака се слободи Дембеле, нели? Овие исто бараат нови играчи. Мислам дека ништо конкретно не купија, а првата полусезона требаше да им служи за тоа да видат кај се слаби за да можат во јануарскиот, односно зимскиот првен рок да се зацврстат и да појачат на тие позиции, бидејќи единствена цел има Лига шампиони освојување, односно не Лига шампиони, трипла круна и било што тоа на ПСЖ реално со Меси со таквите трансфери со Рамос се освен трипла круна неуспех, а верувам дека ќе заврши неуспешно оваа епизода или сезона. Милион. Така што тие две Юнајтед и Парис се најлошо помина, да. ПСЖ нема тим. И Арсенал, дели ама веќе дека го спомна, очено требаше напаѓач, тоа што го зборевме минатата епизода, мислев дека ќе купат некој, меѓутоа Ништо. И никој во Штама. средина. Се оставија сега еве до крај на Штама. сезоната да ја изиграат средината со кои? Со Елнени, Томас Парти и Самби Локонга. Тоа е тоа. Тоа е триото во средина. И Джака ако го рачунаме за играч. не, добро. Знам што е. Не, исто да се надоврзам за Юнајтед. Юнајтед мислам дека сега видео дека досега има многу лоша трансфер политика и мислам дека сега ќе се чуваат за кога ќе дојде новиот тренер да има доволно средства за да може да инвестира. па не имаат средства, средства имаат само, мислам дека
окей, единствено позитивно нешто што се ослободија доста играчи што стварно не планира да ги Да. користат, као Марсијал нели Да. као Ван де Бек што реално нема има да користат голем своје. ростар и играчите во Юнайтед и во Сити се скроз различни. Сите има голем ростар, меѓутоа сите добиваат шанса и сите искористуваат. Да. Правилно во Юнайтед сите имаат као дали его трип некој огромен, не сакам ја да бидам на клупа, не сакам ти мене не ме пушташ 2-3 утакмици, сакам да играм нели цело време стартер и тука е проблем и во соблекални сегде. Многу малски ја затерав, ама стварно е така, мислам, убеден сум дека е така. Океј, ајде ве прашам за сите ствари, ќе ја завршиме овој сегмент ствари, ќе ја завршиме со омилен трансфер од летово. Имате нешто као Од летово? Не од летово, се извинувам, од зима. Од зима. Омилен трансфер од зима, имате некој? Јас ќе бидам пристрасен и кажам Феран Торес во Барселона. Мене ми е Феран Торес, Добар. одличен субјективно. трансфер. Може да го кажам Пандев, може. Може да го кажеш пан. Највише што ми се свига Да. Азмун Сердар од Зенит во Леверкузен. Да. Пошто го дадува Мири го дадува во Италија, нели во Дженова мислам го дадува. Во Женова ти да. Да, и добра замена најдоа во Азмуна, морам Пандев, пристрасен сум и морам да кажам Пандев. Мислам дека ќе допринесе многу повеќе отколку било кој друг. Да. Да, ќе доигра до 42. Најбитниот гол ќе одаде за За второ место, за твој директен омилен? пласман. Кристијан Ериксен. Да, пресреќен да, сум. да, Пресреќен сум. Официализираше во Брентфорд, се враќа во фудбал, не знам, еден од омилените плеймејкери од како гледам фудбал. После тоа што ми се случи летово, ова е преубаво враќање, се враќа во Премиер лига таму кај што газеше со години. Многу среќа му Мора и посакуваме. Ајакс да се пофалат, со нив тренираше. Да, со нив тренираше, Ајакс му ја дадоа шансата да се врати во компетитивна форма, Брентфорд го проценија дека е доволно добар и мислам дека ќе им помогне многу во битката за опстанок, како му доаѓа Па не се толку лоше Брентфорд. Ја мислам дека може да има шанси за конференција нешто така. што? Конференцијска лига? Немаш. Зашто? Не, премногу се добри тимовите пред нив, нема шанси. Мислам дека Океј. така јас верувам, не Па знам, многу поправо се конференција отколку опстанок. Реално. Повеќе екипата за тоа. Па Нема да, врска. многу се долу Има и Брентфорд. други епизоди за тоа. многу се долу Брентфорд. Добро, ја завршуваме оваа главна тема. Јас сум многу задоволен од мојавето што Исто. го поминавме. Ми се Така. допаѓа што тројцата различно размислуваме, мислам за различни екипи. Да, кои секогаш бе такви сме, носиме многу јака содржина. Дали на вас ви се допаѓа содржината? Ако ви се допаѓа, кликнете лайк тука на видеото, кликнете лайк кај нас на социјалните мрежи, заследете не на Twitter, Instagram, Facebook, Антонио тука некаде или од страните некаде ќе ги додаде, ќе видиме што Можеме се секаде. тој. И можеме секаде на фаците Само ни стави лого и се не го тоа. трга. Бидете со нас, стиснете subscribe, останете со Скратен корнер, а ние одиме да мезнеме нешто и да ве оставиме на Јове, бидејќи тој има многу интересни гости. Добро вечер. Добре дојавте во уште една епизода на Јове прашува фудбал. Вечерва со мене е Саше Руска. Така е. Руска, од каде е тој надимак, Саше? Долга историја, брат, многу. Па, фамилиарно се збориме руски по дома и вујко ми исто го викаат Русо, не, бајаги, 18 години постар од мене и мислам дека наследно некако го добив тој прекар со тоа што него го викаат Рус, а мене ме викаат Руска. Мене да, ако гледав само билниот за да се слушнеме, ми излезе Саше Руска и ми текна викам од кога не сум те кажал онака руска. Со години се знаеме. Саше меѓу другото ми има свирено пеено на свадба и да, ја отпеа и македонската химна и на мојата свадба воедно и двете работи, знаете колку срекно излегоа. Така Овој е. дел ке се сечеме на оваква за свадбата и за химната, толку бодови да освојуваат сите во овакво. Дај Боже. Како и да е. Руска, она што ми беше најфасцинантно за тебе во овој дел е дека еднаш кога правев како се вика некој обид за конференција, ти ми кажа и тогаш дознав за тебе дека фактички ти го негуваш рускиот јазик и го зборуваш перфектно, дека воедно си некој вид на
туристички водич или како му доаѓа тоа? И дека го работи што? Не, некој вид, туку официјален туристички водич со лиценца на територијата на Република Македонија. Ти си имали удавено таму некој русин на матка да вади Секогаш инсистирам да земат лигавчиња им викам. вестови, аха. Весте на англиски, ама не, на руски како се вика На тоа? българскиот спасателен билет. Баш Добро. да правиме Да, охридска. да. Фала Богу, И немало такви. Да се усериозиме. Значи, добро, како оди со туристи во, како се вика, сега со коронава? Па види, кога беше жустро многу лани, немаше нели туристи воопшто, некаде минатата година, ако не се лажам, некаде април, мај малку се подолабавија мерките, па почна да доаѓаат луѓе. Туристи има, во Македонија се повеќе доаѓаат. Ама не се ува. Не ме мара! Немаат мојот контакт за шо. Друже. И јас Друже, затоа- ја рентам точас и еден не Патам, се брат. јавил бе. Некако сите со коли американци изгледа доаѓаат. Не знам. Ја мислам дека ако продолжи вака, ќе се пријавиме во завод како невработени. Да. И ќе побараме она како беше за Види, секогаш за тебе помош за трето лице. како човек што генерално знае фудбал, сепак најве за Манчестер Юнайтед. Чим најас Не, Арман, ке не избркаш и ти се простикана. Овакво, секогаш ќе има дел овакво место во оваа емисија за тебе да знаеш. Благодарам, И можеш да бидеш дел од овакво. И минатата емисија имав навијач на Юнайтед, мислам, и го прашав, ти дали си видел во животот Геген пресинг сунг да игра тоа Юнайтед или него? Ја не сум го видел тоа. Не. кажам искрено вака, тој термин не ми е познат. Германски такви не знаеш термин. Сум забележал во последно време дека тимот нема хемија. Не во последно време, туку последните неколку сезони се работи за тим со извонредни индивидуалци, квалитетот им е неоспорен. Само го тргаме Мейсон Гринвуд на страна, пошто нели се избламира деновиве кутриот. Ама тоа е друга тема, да не забегуваме. Реално, мене ми е криво што тој клуб за кој што најавам од дете дојде на ситуација да се плашиш за победа дома со клубови кои што по 6 комада примале предходно. Да не ги набројувам сега, да не се навреди некој навијач. И кој што некогаш давале. Давале, така е, апсолутно, а сега го нема тоа за жал. Гледам дека Ралф Рагник има некоја таква германска пунктуалност и дисциплина која што сака да ја наметне. Многу е оспорувано страна, особено на британски медиуми, за тоа што наводно нема големо искуство за да води таков клуб и така натаму, меѓутоа мислам дека е на добар пат, може да ја постави играта на клубот да се развива. Далеку сме од тоа што било некогаш во времето на Ферги. Се надевам дека за некоја година ќе А зошто далеку? Играчите се тука, парите се тука, се е тука, што фали? Некако, што знам, јове убаво кажав, нема хемија, нема Еве погледнете еден Тотенхем, таква една хемија, таков Искрено јас сакав Конте да дојде да биде тренер на Юнайтед. Па да, со да. тоа што мислам дека Конте е правиот човек за Тотенхем, затоа што Тотенхем го биело глас дека е нели условно кажано од помалите клубови, иако во последните години не е, сега нема да се наведе. Па не, Меѓутоа, кога бев ја дете, реално Тотенхем не бил тоа што бил Не Юнайтед. постоја. Постоја, меѓутоа беа Не. постал клуб, така, од Северен Лондон. И мислам дека во однос на мотивација, Конте лани во Интер покажа колку добар тренер и у Челси претходно кога беше тренер. јас искрено еве ќе ти кажам зашто сега и особено ми се допадна со последно со Бетанкур. Што доаѓа е дека приказната за, не знам дали си го гледал, има и филм за тоа направено, за време на Фокландски војни имаат аргентинци двајца кои што играат во Тотенхем. Не знам. Да, и се случува некој вид на антагонизам помеѓу нели аргентинскиот народ и помеѓу британците. еден ден мислам дека Има да, Недоразбирање секако. за тие острови, И еден од клубовите кој што отворил најшироко градост кон нели, кон условно речено во тој момент непријателите се наоѓал во
на некој вид и медиумски притисок и од навијачите и така натаму, една убава, успешна приказна на луѓе за денеска да сведочиме дека се тотално интернационална средина кај што најдобриот фудбал го негуваат и премиер лига сега каде е баш затоа што го нрчеринг баш тој талент и од тогаш навистина ги сакам и ценам, се надевам дека ќе им биде успешен. Она за Юнајтед што секогаш ги прашувам луѓето, Погба in and out. Па што знам бе, Јове, многу ми е тешко тоа прашање. Го сакаш Погба? Па го почитувам како исклучително талентиран фудбалер. Морам да признам дека не остави некој преголем впечаток во Юнајтед. Блесоците му се повремени. Би сакал да биде една од движечките сили на клубот, да не се повреди една цела сезона да изигра, да речеме, 30. А со фризурите ова са линии вака да прави уште да продолжи Твоите се бољи од неговите. Да, Тибар не се. Истини е фризерот, ама ете, мојот е едноставно поубав човек и тоа е тоа. Па видиш, Погба има проблем со тоа што Кажи меѓу другото се бави со музика, сакам за тоа да те прашам. Доста за Погба, право си. Доста за Погба, го браниш го овакво, избркајте го од клубот, мислам дека ќе ви нека си оди ќе ви овакво. Ќе земе некој дете 20 години со срце што игра, не глуми звезда. Како иде животов со музикава, кажи ми, добро ли иде? Како брат? Си музичар во Македонија е прилично тешко, особено сега не е пост, уште трае пандемијава. За нас кои што настапувавме по клубови, кафичи и така натаму, мислам дека сме сега тотално на можеби лошото ниво што некогаш постоело. Од секој можен аспект, затоа што е прилично тешко и да најдеш кај да свириш, се плашат. Добро, но да не се жалиме, сепак нели се шпекулира и веќе мислам дека и тоа точно дека земавте грдни пари за химната што ја направивте. Како не, сакаш да ги откриеме сумите или? Па сега нека иде како Кајран напишано или да ги спомнеме. Околу 20-30 илјади евра од човек. Да, Саши на која пееше химната за Македонија, одиме на Европско првенство. Песна што излезе одма после надпреварот со Грузија, кога се класиравме прв пат на големо надпреварување во Тбилиси. И од шала, од смеа, со 5 Суперхикс, после тоа го поставивме, да речем така, јадрото на песната и во соработка со Фудбалската федерација на Македонија излезе еден прекрасен проект кој што мене ми е еден од најдрагите во животот. А за парите ќе пуштиме ова од банка како се вика. Ајде, доста. Еј, кој е овој? Ајде, Дојде некој. Зашто? ајде геген пресинг малце. Геген, а? Ајде, раус. Која камера снима? Ајде, раус. Која камера снима? Ова? Европско првенство пееме уште. Избрка возителот. Европско првенство. Јове нова фризура напред и Европско првенство пее. Сега да збориме за парите или? За светско направите, За светско, а? Што се утакмица тиче, Ја би го прашал Филип, дали мислиш дека на италијанците им е криво и жал за тоа што Македонија им се падна во бараж, за тоа што знаат и се плашат од нашиот квалитет? Највише им те гледа. И дали финалето ќе го играме со Турција во каде? Во Истанбул? Не, во Лисабон, каде ќе се Не, игра? Илери, коња спор. Да живее Македонија, фала многу. Не туку ме гледај. Кажи ми што ќе прават твоите. Викендов дерби си игра. Ќе тепа. Со Атлетико? Леле Ја мислам жестоко ја, го кажува. Ќе тепа. Ќе се мазат, ама ќе ги тепа. Физички на терен ќе те пат или Па, резултатски ама ќе или го пуштат резултат? малце Тешко да со играат. Атлетико. Ја мислам да решава. Не, Атлетико со отпусот. А добре сме ги гаѓаме утакмици во задња Еј, време. последниот 2-3 стварно. Многу појачате со предвидување. Јас кога ќутам во сегментот многу е добро. Ја мислам дека ова X, чист X, нерешена. Било Ќе кога тепа X, Барса, ќе било тепа кога Барса, X, 2-1 или полувреме или нешто крај такво. X. Ќе тепа Барса 2-1. Нема да се сложите Не, нешто не, како кажи, гол-гола. Пресуди ти. Види, мене се ми оди на ке 1-1, ама буквално тој резултат мене ми оди. X, ја Тоа, мислам. еден гол, Од 2 до 3 гола? Не, X, било кога X.
Не знам. надгласува. Не го надгласувам, ти треба да пресудиш, брат. Гледачите ќе одлучат кога ќе го послушаат. Добро, ќе ја гледаме утакмицава, што знам. Не, види, јас одам према тоа дека и двете екипи нема да сакаат да изгубат и стварно се ми кажува дека ќе биде X. Нема да сакаат да Знам изгубат, леле, каков може, па никој не ќе да изгуби радно така. Види, да, ама тоа е као оној, како да ти кажам, менталитетот на боле ќе го чуваме овој резултат. Нека си биде Што е сигурно, 0-0. бар И прија едниот тим ќе даде гол од корнер и после тоа другиот тим малце ќе запне, ќе даде гол за 1-1 и никој нема да проба да И победи. на крај едниот тренер нешто ќе се кара. И Ќе биде драма, да. лудница ќе биде. Гледајте. И ќе има 3 жути најмалку. Адама Троре сам против сите. Пошто другите Барса не се да се тепат. Секако, како и секој викенд имаме и прашања за вас, кои што ќе го најдете на социјалните мрежи на Скратен корнер. Посетете ги, веројатно ќе излезе во текот на викендот, не ви кажуваме точно кога, меѓутоа ќе биде поврзано со надпреварот Барселона Атлетико. А сега, момци, нешто да... Ваков стикер ќе си добие. Стикерче, лепи си, ваков бел, бел е твојот или зелен? Зелено-бел. О, имаме и бели. Имаме и бели, може да бирате. И на бела фустанча си. Кој го интересира нешто повеќе околу фудбал, слободно пишете ни дечки, дали на Скратен корнер, дали на пишете ни лично нас. Сега кога ќе ни биде многу драго да ви одговориме. Еве админов се буди многу пораки дека го стигнуваат. Пишувајте повеќе. Скратен корнер. Малце да го мачиме. Ајде и онда добие повишица. Останете со Скратен корнер, бидете добри, пратете го фудбалот што ќе се случува викендов, многу интересен фудбал, Милан игра дерби, Барса игра дерби, Атлетико игра дерби и бидете така.